Превентивата е најдобар лек, дециден е билкарот Венцо Бошков од карвинското село Радење. Повеќе од 20 години е присутен на Штипскиот пазар, снабдувајќи ги граѓаните со чаеви. 30 годишното искуство во берба и подготовка за продажба на чаеви, денеска Бошков го пренесува и на гледачите на телевизија Стар. Па чајак се бере, најпрво треба да се суши на сенкар, виж. На сенкар се суши до стојар, виж. После, кога се суши, се бере се, пакува се кутии, такива работи. Ваш совет за овие ниски температури, кој е од овие чаеви најефективен? Најве, зависи за нас таки, имаш ариган, шегат планински, имаш кожелски, мајчина душка. Пред тезгата на Бошков секогаш има интересенти, добивајќи совети за подготовка на она што ќе го купат со цел, безгрижно да ги поминат ладните денови со топол чај. Децата на Бошков засега немаат интерес да ја продолжат семејната традиција во собирање и продажба на чаеви. Не се заинтересирани. Не. Сега за сега, па натака, може се сврсти. И додека дел од потрошувачите се наоѓаат пред оваа тезга, останатите по извршениот ритуал од петочниот пазарлак со различни коментари за денешниот петочен пазар. За едни искор скап, за други не. Зимско време иди. Се намалува робата. И полека по банка две поскапува. А джепот? Па джепот, као джепот. Кој има у джепот ќе троши, кој нема ќе прескокни. Према сиромашијата е скап. Што е скап? Се. Со 10 dinар ќе можеш и да излезеш. Слично размислување е и кај пазарџиите. Нема луѓе, нема народ. Тоа ладното или од джебот? Море според мене од џебот. Не од ладното. Не е од ладно. Дека сега ваа температура ладно ли е? Има промет, добро е, денеска има промет, добро е. А по кои цени се продаваа одделни производи во 13 часот? Компир 25 денари за килограм, зелка од 15 до 20 денари, прас од 150 до 200 денари за сноп, моркови 30 денари за килограм, карфиол 80 денари, корнишони 40, тиква 20, јаболка од 30 до 40 и лимони 60 денари за килограм.